Затворање на факултети, реизбор на судии, легализација на дроги и проституција, отстранување на споменици и фасади се дел од барањата на универзитетскиот професор и еден од главните идеолози на СДСМ Љубомир Фрчковски до новата влада. Тој во својата последна колумна пишува дека еден од првите приоритети на новата власт треба да биде итно отстранување на неколку споменици и фасади од проектот Скопје 2014, бидејќи според него Александар Македонски и Филип II не биле македонски национални символи и споменици на македонците. Поништување на лустрацијата исто така е на врвот од неговите барања. Фрчковски, кој беше лустриран бидејќи како поранешен министар за внатрешни работи во 90-тите, со свој подпис наредувал следење на политички неистомисленици, бара закон за поништување на законот за лустрација и отварање на можностите за оштетни побарување и кривична одговорност на Томе Аџиев. Меѓу барањата на Фрчковски се и смена на обвинителите и како што пишува чистка во МВР. Според него треба да се бркаат лица вработени во министерството за да имало поголема професионализација. Партискиот идеолог на СДСМ смета дека треба да има и целосен реизбор на судии со учество на странци. Реизбор на судиите, комплексен проект со учество на странци, некои модели од соседството се корисни. Она што е важно е да се изберат судии на начин што ќе ги стабилизира од коментари дека биле нивни, а сега се наши, а тоа учеството на странци во изборот може да го обезбеди, пишува Фрчковски. Поранешниот председателски кандидат на СДСМ дури бара и амнестија на затвореници кои биле политички активни, иако во Македонија нема луѓе што се затворени поради своите политички убедувања. Да се обмисли амнестија на затвореници, политички прогонети, монтирани процеси или осудени за полесни кривични дела, што пригоди на нова власт од суштествен карактер, пишува Фрчковски. Укинување на дисперзираните студии и нов закон за високо образование, кој би бил потеркот на професорскиот пленум, се исто така дел од реформите кои ги предлага Фрчковски до новата влада. Според познавачите, со укинувањето на дисперзираните студии, илјадници студенти ќе останат без факултет и ќе бидат изложени на дополнителни трошоци за студирање. На крајот на листата на барања на Фрчковски се и легализација на геј бракови, регулација на работата на сексуалните работнички, како и легализација на лесни дроги. Потребно е депенализација на лесни дроги и легализација на употребата на марихуаната, заклучува Фрчковски во својата колумна, која ја нуди како програма за владата на Заев.